Македонија како мала држава нема некоја голема политичка сила и немаме воспоставено релации со многу држави. Буквално немаме амбасада у Финска, ама не се секирете, тука е Катар како наш најдобар пријател. И оваа мапа тука не се број гајлеми. Буквално вика Македонија и Северна Кореја имаат релации затоа што во Софија сме збореле или нешто. Тоа не е релации. Ама видеото не е за ова. Во ова видео ќе збориме за што мисли Македонија за некои спорни нешта во политика. И затоа ќе почнеме како најблиску нашиот сосед Косово. Македонија ги признава Косово како слободна држава неколку месеци од кога Косово се ослободи од Србија. Мора нешто да има спорно и во ова. И затоа ќе збориме малце историја на зошто Македонија ги признале Косово. Косово прогласуваат независност на 17 февруари 2008 година. И нашиот тогашен председател Бранко Црвенковски рече дека Македонија ќе се го изјасни својот став кога ќе ни текне. Но албанските опозицијски партии беа доста брзи да почнат да се бунат и затоа поради нив го признавме Косово. И блиску до нас има во Европа уште две, Транснистрија и тоа што се случува во Украина. Транснистрија не ни знаеме дека постои уствари, 100% ни ти што го гледаш ово видео немаш појма што е тоа, прв пат живот слушаш. А за Украина, знаете, ние сме дел од НАТО и затоа сме од страната на Украина. Следни се релациите со Тајван. Релациите со Тајван почнуваат во 1999 година, каде што Македонија и Тајван се договорија дека Тајван ќе ни дае $1 милиарда, а ние ќе ги признаеме како слободна држава. Малку се изнервираа Кина и одма прекина односи со Македонија. И во војната во 2001 не блокираа да добиеме помош од Обединетите нации. Следни што ќе збориме за се Израел и Палестина. Македонија и Израел во смисла се сакаат. Ние не ја признаваме Палестина како посебна држава, а ние кога го сменивме името во Фиром, Израел продолжија да не викаат Република Македонија. И има македонски евреи. Западна Сахара не ја признаваме. Следни што ќе збориме за се Ерменија и Азербејџан. Македонија и Азербејџан се доста добри пријатели, додека Македонија и Ерменија дури во 2019 имаат релации воспоставено. Ова е поради што со Азербејџан имаме многу поеќе трговија отколку со Ерменија и исто така сме добри пријатели со турците. Како што знаете, Индија, Пакистан и Кина имаат малку карање за местото што се вика Кашмир. Македонското мислење за ова не е многу определено, ама само можеме да влеземе подлабоко во релации и ќе видиме кој Македонија уствари поддржува. Македонија и Пакистан имаат најслабо релации од овие три држави. Македонија и Пакистан само знаат дека постојат, например кога ќе видиш комшија што живее у твојата зграда, ама не го знаеш лично и ќе му кажеш здраво. Додека пак Кина и Македонија се другари, ама не искачаат заедно. Само однако у школа ќе се видиш со него. Додека со Индија е многу покомплицирано. Македонија и Индија се пријатели од 1995 година. Имаме доста голема трговија со нив, исто така ја славиме мајка Тереза заедно. Дека мајка Тереза живеела у Индија. Во смисла сме поголеми пријатели со Индија од со Пакистан и Кина, но имаме многу поголема трговија со Кина. Али Кина сака само делови од Кашмир, не цел, што значи дека ние уствари сме од страната на Индија. И тоа е тоа за ова видео, сабскрајби, лајк и види ми го гейминг каналот или друго видео овдека.